Добро вечер за Костадин Дуковски, кој е експерт по кривично право, работи за меѓународни организации, но и поранешен председател на асоциацијата МАК Канабис. Благодарам што сте во код. Ви благодарам многу. По ова што се случи, остануваат многу отворени прашања кои сме ги дискутирале и во претходните емисии на код пред 4 години. И за жал ќе ги повториме можеби истите проблеми кои што се појавува и претходно. Законот е донесен во 2016 година. Во 2019 година и вие како председател на асоциацијата баравте веќе да почне да работат фирмите кои добиле лиценци за работа за производство на марихуана за медицински потреби. Меѓутоа, најголем број на лиценци се донесени некаде 21-22 година. Вкупно може би 61 до сега, од кои 35 се активни. Моето прашање е дали и покрај толку поминати години има големи дупки во законот и несоодветна не само законска регулатива, можеби или не доволно донесени правилници за регулирање на оваа дејност. Да, ви благодарам на поканата. Иако последното мое гостување кај вас имав малце проблеми после тоа, кај што јас истакнав дека не може да се издаваат лиценци на нива, баш во права форма на нива. Тоа беа, како што кажавте, 2021-2022, тогаш почна рапидно да се зголемуваат бројот на лиценци, на издадени лиценци. Меѓутоа, иако и меѓународната заедница реагираше зашто се даваат толку лиценци, затоа што и многу други држави ги регулираа таквите исти права, меѓутоа кај нив беа издадени максимум 10 лиценци. Меѓутоа, кај нас дојдовме до бројка 76 на број цена едно време беа. Меѓу другото, исто и од моето реагирање од тогашна страна, кај што, иако имав после тоа доста јавувања, зашто сум го кажал тоа? Имавте ли притисоци, директни, вие, фирмата? Да, имав јавувања, имав притисоци, зашто сум кажал јавно, зашто што се прави и така натаму, вклучително и бившиот председател на комисијата, зашто сум почнал, затоа што они се тие што вршат записник и вршат контрола, за да може да се стекнат со правото на лиценца. Меѓутоа, јас сепак си го кажав своето што имав да си го кажам и после тоа ми се случија некои проблеми кои што сака да ми наштетат. Меѓутоа, ете, тоа кратко траеше, не им ја остварив желбата. Меѓутоа, сакам да кажам дека сето тоа дојде крајот, дојде времето кај што сериозно треба да размислиме што понатаму и дали сакаме оваа дејност да ја развиеме уште повише или сакаме уопште да ја санкционираме. Затоа што сериозни инвеститори дојдоа во Македонија, некои од нив, јас имав многу телефонски разговори во текот на тој период, меѓутоа сите викаа посериозни компании кои што знаат што прават, викаат кога ќе дорегулирате дејноста, тогаш ние ќе настапиме. Што треба да се дорегулира или што не е дорегулирано, затоа што 10 години поминале, а не е дорегулирано? Па, како прво би требало да се направи посебен материјален закон. Како второ, сите действија кои што се случуваат во една производство на канабис, меѓу другото, јас би истакнал да речеме како што се начинот на одгледување. Имаме во некои држави амерички кај што конкретно е специфицирано што е медицински канабис и како е начинот на одгледувањето. Не може на нива гледан канабис да биде медицински канабис. Тоа нема Тоа е во посебни услови како оранжерии, да речеме, на вода или слично. Посебните услови си ги бара, да речеме, и надворешното одгледување. Меѓутоа, како вие ќе се спасите одгледувате во надворешни услови, тука имаш микроорганизми, афлатоксини, пестициди, кои што сите ќе го нападнат. Имаш надворешно атмосферско влијание, кои што не знаеме што ќе произлезе од тоа. И тоа не може никогаш да биде медицински канабис за медицинска намена. Меѓутоа, очигледно недостасува контрола. Тука е најмногу затаено. Прво, во однос на лиценците и преку владата поминуваат барањата за лиценци, не е дека само преку комисијата. Со одлука на влада се добива. Со одлука на влада се добива лиценца, а во последната година се донесени само 2, од кои едната е веќе укината. Меѓутоа, не само носењето на лиценци, туку очигледно е зател системот на контрола. Затоа што на толку активни лиценци, 35, само една комисија неможно е помена да се... Ја можам да кажам во тогашно време, во тоа време кој што преговаравме и со владата, стално ми беше укажувано дека ќе направат, само имаше обеќавања
и ништо не се реализира. Еве поминаа толку години од тогаш, нашето интервју беше пред 4 години, пак се гледаме, ништо не е мрднато. Разликата од тоа време до сега, тоа е што не издаваа лиценци нови. Меѓутоа не ги санкционира, требаше вакво нешто да се случи, за да се свестиме малце, за да почнат да санкционира. Она што очигледно недостасува е што со цветот, што со остатоците од марихуаната. Заради тоа што таму во законот се пропишани услови за транспорт, услови за продажба и слично. И не можеме сите да кажеме дека се нерегуларни во тие 35. Меѓутоа треба ли закон за канабис или што треба да се утврди точно за да се направат разликите? Баш напротив, имаме многу добри фирми кои што стварно стопанисуваат како што треба во Република Македонија и меѓу другото сериозни фирми, сериозни корпорации. Јас бев исто дел од една таква корпорација кај што ние фирмата вложи околу 12 милиони евра. Ова е сериозен бизнис и ние треба малце посериозно да ја сватиме целиот концепт на овој бизнис. Меѓутоа треба и пристапот да не биде малце многу посериозен. Не е само да се издаваат лиценци на ниви, меѓутоа тоа не може никогаш да биде медицински канабис. Меѓу другото, начинот утврдувањето на транспорт од компанија до компанија е многу добро утврден. Не може само нас никај сега ќе издадам фактура, ќе извршам транспорт. Не може, има полициска асистенција, затоа што сепак е тоа кај нас во законот додека не е декриминализиран, членот е психотропна супстанца. Дури и рачките, гранките. И тие имаат форма на психотропна супстанца. Дури и рачките. Така дали е потребно да се донесе можеби посебно тело кое што ќе управува и ќе контролира? Како агенција? Затоа ние во тоа време се залагавме многу да се формира агенција, како што е регулирано и во Германија, затоа што како прво сега ние имаме комисија која што комисија нема секретаријат. Нема администрација. Не знаеме ни кај се, затоа што од нивните секојдневни обврски во министерствата, они не знаат ни што работат во таа комисија. Немаат администрација, немаат архива, немаат софтвер, а ние се залагавме и за софтвер, значи софтверско решение, кое што во милисекунда ќе се знае колку е произведено и што е направено. Вака немаме добра евиденција. Да, дали е познато колку ова количина на медицински канабис се произведува годишно или во ваше време, колку остатоци има и самиот процес на уништување? Па еве сега ќе ви објаснам. Да речеме имаме една реколта која што можеби ќе се направат 200 кила, 300 кила сув цвет. Меѓу другото се прави записник. Тој записник треба да се извести министерството, тоест комисијата. Комисијата треба да го внесе и треба да знае кој во комисијата е администратор во таа комисија. Тука се тие административни проблеми кои што се јавуваат. Она што е нејасно како е можно да се собере 27 тони количина на марихуана, 5 тони да завршат во Србија, а прашање уште колку има. Како ова го објаснувате вие? Нивите се криви за тоа. Тоа е проблемот, само што се дава лиценци, посебно тој реон Струмичкиот, кај што сите беа пријатели на некој бивши премиер, кој што вика, јас ќе земам лиценца, нормално, луѓето, дел од тие луѓе доаѓа кај мене, ја викам, како можеш ова да представи медицински канабис? Да објасни ми. Викам, ти дали воопшто го разбираш тој концепт, што е тоа и дали знаеш, дали си свесен во што влагаш? Меѓутоа, они сепак вложиле некои 100, 200, 300 илјади евра за да ги исполнат минималните услови кои што се пропишани по закон и се стекнале со право на лиценца. За крај, кој е всушност бенефитот од медицинската марихуана и за државата и секако за лечење на болести? Многу сериозен бенефит ќе би имало Македонија ако ние го направиме овој бизнис многу посериозен, со многу поубава слика кон меѓународниот фактор и да се насочиме кон научни истражувања. Има компании кои што финансираат научни истражувања, има сериозни меѓународни истражувања кои што се спроведени, а посебно Германија која што кажа, иако беше доста голема дебата зашто они да го регулираат канабисот во целост, меѓутоа се испостави после година и пол дека сериозни бенефити имаат таму. И вклучително фондот за здравство ги финансира болните кои што ќе се одлучат да се лечат со канабис. Ние би реагирале зашто и фондот не влезат, да речеме, лица кои што сакаат да се третират, кои што одлучиле да се третират, зашто не им ја дадеме можноста да може да се лечат со канабис.
И Емирати го имаат овој Да, бизнес. сега пред известно време слушнав дека во Дубај ќе го легализираат канабисот. Значи, А ние тапкаме во место со години. значи бенефитите може да бидат големи доколку ова се регулира. Нормално. И да речеме, што направија еве и Холандија. Холандија исто не е регулирано воопшто. Меѓутоа е декриминализиран канабисот. Имаме препораки од Светска здравствена организација која вика канабисот е лек, канабисот е медицина. Имаме од препораки и затоа се декласифицираше канабисот од прва категорија на други на втора и трета. И затоа се овозможи можноста да се извезува канабисот. Иначе кога беше во прва категорија, ние немавме можност затоа што законски не можеш да извезеш канабис. Ви благодарам многу за ова интервју и се надевам дека по 4 години нема повторно за истите проблеми да разговараме. Се надевам. Благодарам. Благодарам.